со внимателност и одговорност попримив барањето на премиерот за моја оставка после вчерашните инциденти во КПУ затвор Скопје. Го прифаќам барањето и најавувам дека ќе поднесам неоповлива оставка од позицијата директор на КПУ затвор Скопје. Јас сум одговорен човек, професионалец, посветен на службата. И кога службата ќе потврди, логично е по професионални и морални причини да се поднесе оставка. Од досегашната истрага за случувањата, утврдени се пропусти во постапувањето и непочитување на стандардните безбедносни протоколи од службата за обезбедување во затворот Скопје. Затоа презам одговорност. Исто така, сакам да ги потврдам позициите и да повторам дека согласно очевидците и писмените изјави на лицата во вчерашниот настан, вербалните инциденти ги започнаа лицата МЈ и СР после што биле физички нападнати. Се разбира, за сите физички насилства нема оправдување. Тие треба да секој да ги осуди, секој од нас. И затоа треба да се преземе одговорност. Најавувам дека во понеделник ќе биде завршена комплетната истрага внатрешна и извештајот ќе биде доставен до Министерството за правда, Управата за изvršување санкции и до кабинетот на премиерот на Република Северна Македонија. Командант Малишева ги откри имињата на напаѓачите во Facebook статус. Како го коментирате тоа? Не може да коментирам, веќе командант Малишева не е во оваа институција. Како да го коментирам? Вие ги утврдите имињата на тој што тие што се биле, ајде да кажеме, нели, предизвикувачи на вербалниот напад. Дали утврдивте, да ни кажете со иницијали кои биле тие што го извршиле физичкиот напад, бидејќи нели еве веќе имате имиња кои ја почнале вербалната провокација? Мислам дека вчера ги кажа иницијалите на лицата. Добре, денес како ги повторите? На лицата МЈ и СР. Други физичките, тие што физички ги нападнале, да кажете кои се? ВК и ЕС. Зошто чекавше премиерот да ви побере оставка, сами уште вчера не поднесе? Рано утрино имавме разговор со премиерот. Разговорот одеше во тој правец како што премиерот е премиер на владата и применува со негова страна и од таму дојде пораката дека треба да се побара оставка. Кои се безбедносните пропусти што ги направил затвор? Целокупниот извештај ќе биде доставен до Управата за изvršување санкции, Министерството за правда и кабинетот. Се надам дека и до вас медиумите во понеделник. Се уште работиме на... Зошто притворениците биле заедно? Секава дека притворениците мораше да бидат заедно. Не ше да заедно лицата МЈ и СР, во ниеден момент не е потврдено тоа кажано. Вчера рековте дека прво шетал едниот, во 13 часот се случил инцидентот, зашто тоа сте го пуштиле другиот 40 годишни. Почитувана, едното лице МЈ е во еден павилјон, другото лице во сосема друг павилјон. Едното лице шетало во едно шеталиште, после еден час другото лице шетало во друго шеталиште. Не шетале никако во исто шеталиште. А инцидент, вие не знаете за претходниот инцидент, дека е прво се случил инцидент, па после викате дека пред еден час едниот читал, после еден час Одговор на другиот. тоа прашање ќе се состои во извештајот кој го работиме во моментот. Има постапка, не ќе да шпекулирам, преюдицирам, бидејќи до понеделник ќе биде завршена постапка. Повикани се лицата кои вчера биле на работа, се собираат изјави. Натрешната постапка за истрага согласно стандардните оперативни протоколи за безбедност во овие ситуации и постапките во случај на насилство помеѓу осудени и притворени лица, ќе видиме дали биле испочитувани, како биле испочитувани. Дали беше студија за санкции присутен у това? Дали напаѓачите беа на нападнатите разговор кај вас? Дали се обезбедени Имам дополнително? еден поеден. Па исто прашуваме, Не, напаѓачите дали се беа на разговор кај затворските служби? Што е се? Обавени се разговори уште во текот на вчерашниот ден со притворените лица кои биле вклучени во немилиот настан и имаме нивните изјави. Писмени. Што рекле? Дали се некако санкционирани? Не постои санкција во делот на притвор. Добро, дали се тргнати во друго место? Секако, значи издвоени се, не, пофатено е
произведени се нови протоколи денеска, повикане поголем број на затворски чувари на работа, имаме издвојување во други шеталишта, намалена ќе биде можноста да се сретнат и видат како тие лица, но и други лица поврзани во одредени кривични дела. Како се обезбеди сега нападнатите? Зашто се скарале? Нападнатите. Како се сега обезбедени? Каде се наоѓаат? Тие бидејќи од судот имаше соопштение дека најверојатно ќе биде побарано за нив да бидат префрлени во друг притвор. Во моментов притворените лица МЈ и СР се во други притворски простори, поточно во Хашкиот дел, шетаат во друго шеталиште, не во тоа, како се пенсија немирите настани. Во моментов е тоа. Бидејќи најавивте дека во понеделник ќе се поднесете оставката, што до тогаш, односно извештајот рековте дека ќе го соопштите, но што до тогаш рековте вие што од вчера најавивте дека ќе ги погледнете камери, имало камери, се снимало се. Видовте ли нешто? Што се гледа на тие себе? Повторив сега пред малку, во моментов работиме на тоа. Единствено нешто што сакам е да заврши истрагата, кога ќе заврши истрагата со извештај ќе биде поднесена и мојата оставка. Значи, вие зборувате за истрага во затворски дел, каде што вие сте директор. Колку треба да трае таа истрага? За еден двор кај што се случил физички напад, последователно еден по друг. Не се случува во истиот двор, браво. Второ, ние во моментот вршиме истрага во делот на процедурите, уште постапките пострашно е на ако се случило во два двора. Читуваме, ние во моментов испитуваме постапките и протоколите на вработените во секторот обезбедување во затвор Скопје. Не испитуваме во делот на како се десило и што се десило. Испитуваме во делот на постапките, процедурите, протоколите во случај на ова. Дали некој не постапил после првиот случај, што се случува помеѓу првиот и вториот, службените белешки и така натаму. Ве молам, бидете трпеливи, ставете и ние и другите институции кои што се надлежни за контрола на работењето на затворскиот систем да се завршат својата работа до понеделник. Мислам дека повторно ќе се видиме и ќе биде презентиран целиот извештај. Кажете се ми само случило зашто сето се тоа, колку однесувала провокацијата? На што точно се однесувала? Извинувам, не вече. Провокацијата на што се однесувала? Расправијата вербално. Вербална дискусија. Колку луѓе од Сите тие прашања во делот на изјавите на притворените лица се испратени до судот и тие прашања треба да ги вратат до судот, веќе судот е надлежен во делот на притворот. Изјави има прибавени сите и тие се доставени до судијата. Не можете денес ништо да ви кажете. Не можам и да сакам бидејќи тоа е надлежно на судот. Што се случи сето тоа, колку луѓе од обезбедувањето биле присутни во шеталиштата? И колку треба да видат според вас? Во тој момент на карауло има едно лице. Во ходниците, кај што се дошле истата, има две лица во еден ходник. Така да, Значи во шеталиштето само една. молам, Во шеталиштето само една личност имало таму да обезбедување. А колку притворени? во едниот случај има 5, и во другиот мислам дека се 7. Благодарам.